Цивил медија. Професор Кеdenovија, јавноста повторно се разбранува околу новиот закон за основно образование, особено во делот кој се однесува на инклузијата на децата со посебни образовни потреби. Министерот Адемија од една страна најави зачеток на нешто што би значило тотална инклузија, меѓутоа од друга страна Институтот за специјална едукација и рехабилитација инсистира на тоа и понатаму да се продолжи со комбинираниот модел на инклузивно образование. Кој е вашиот став во однос на ова? Според моје мислење, ние уште многу одамна требаше да влеземе на таа линија на потполно вклучување на децата со попреченост во редовното образование. И покрај тоа што на некој од интернет страните на Бирото за развој на образованието се вели дека ние имаме инклузивно образование, со тоа што специјалните училишта се дел од еден систем. Не, тоа не е инклузивно образование, бидејќи на тој начин децата кои што имаат било каква попреченост се издвоени од она што представува заедничко живење, заедничко учење и развивање на способности да се биде дел од заедницата во која што понатаму треба да живеат и да работат. Значи, лично мислам дека не треба да постојат ниту специјални училишта, ниту пак посебни паралелки во редовните училишта. Туку дека децата со попреченост едноставно треба да бидат внесени во редовното образование. Заради тоа што ние не разбираме дека секој од нас можеби во некој момент имал попреченост, секој од нас има некој вид на попреченост или може да има попреченост. Да речеме, со тоа што јас носам наочари, јас сум била дете со попреченост од моја трета година на возраст. Значи, доколку сум ја немала алатката на очари, јас ке требало да бидам во специјално училиште и да учам по посебни програми кои што не знам од кои причини се прилагодени за мене како дете со оштетен вид или нешто слично. Значи, многу мал процент на деца од децата со попреченост и тоа со многу голема интелектуална или ментална попреченост се деца за кои што би требале да наоѓаме некои посебни начини на остварување на нивното право на образование. Најголемиот дел, кој што чинат над 98% од децата, треба да влезат во образованието и да им се овозможи да се изнајдат алатки, да се создадат услови за да можат тие на еднаков начин како и другите деца да го остварат своето право на образование и да го достигнат највисокиот можен потенцијал на она што можат тие како луѓе да го постигнат. Тоа е корисно заради две нешта, освен што е остварување на едно базично право. Прво, тие деца ќе станат луѓе кои што можат да бидат дел од заедницата, кои што ќе бидат корисни членови на заедницата, кои што можат да работат, кои што можат да извршуваат одредени задачи, меѓу нив може да има и талентирани и помалку талентирани, меѓутоа луѓе кои што нормално ќе заработуваат за својот живот и нема да бидат на терет на заедницата. Од друга страна, децата уште од најмала возраст ги учиме како да се справуваат и да ја почитуваат различноста, како да се однесуваат спрема луѓето кои што заради некоја работа се различни од нив, како да им помагаат на оние на кои што им треба помош и во исто време да развиваат и такви карактеристики како што се емпатија, како што е тимска работа, како што е градење на колективи и слично, така што ќе се овозможи во работната средина во иднина да можат да ги прифатат овие луѓе и многу добро да функционираат со нив. Дали како општество сметате дека сме доволно подготвени да ја имплементираме инклузијата, зборувам значи општо, ако ја земаме инклузијата како еден чин кој што не го вклучува само образованието, туку воопшто целиот општествен живот на една индивидуа. Значи, дали може би треба да се работи на предучилишната возраст, имајќи предвид дека сепак голем дел од децата со попреченост се исфрлени надвор од градинките. Пред се за тоа што нели наставнички да не можат да се справат со нив, имаат огромен број на деца и така натаму. Ова ми е најпроблематичното прашање и то од неколку причини. Значи, прво,
не знам дали сме како општество спремни да пристапиме кон потполна инклузија, заради тоа што ние како општество воопшто градиме образовен систем кој што е непријателски спрема децата. Значи, според многу мерења и многу истражувања, ние имаме многу агресивни деца во образованието. Деца кои што не знаат што е дисциплина, кои што не ги знаат границите на однесувањето, кои што немаат ни елементарна никогаш општа култура на меѓусебно однесување. Значи, целиот наш образовен систем е многу лош. И тој е лош и за деца кои што немаат некој посебен проблем, односно ние кај децата создаваме проблеми кога ќе влезат во образовниот систем. И сега ако ги внесиме и децата кои што имаат попреченост, прашање е како ваквиот образовен систем ќе се одрази на нив. Тоа е факт. Меѓутоа, тоа е нешто кое што треба да го перцепираме, да го идентификуваме и да најдеме начин како да го градиме образовниот систем да биде добар за сите деца. И за децата со попреченост и за децата без посебни проблеми. Вториот елемент е неразбирањето дека училиштето не функционира како некоја издвоена единка во заедницата, дека заедницата е таа која што треба да го поддржува училиштето, и идејата на инклузијата е токму тоа, дека не се справуваат наставничките сами во училиштето со децата, туку тие добиваат неверојатно голема поддршка од целата заедница. Значи, секое дете со попреченост автоматски е поддржано од посебни ресурсни центри кои што даваат помош со посебни дефектолози или стручни и експертска помош која што им е потребна. Потоа медицинската помош од локалните институции, болници, амбуланти и слично. Потоа невладините организации кои што треба да бидат многу вклучени во работата на училиштето, па и вклученост на родителите кои што кај нас навистина е сведено на минимум, кои што исто така можат многу да помогнат во она што представува создавање на атмосфера во која што може овие деца со попреченост да на еднаков начин да го остваруваат своето право на образование. Значи, тука не станува збор да го фрлиме детето со попреченост во училиште и да кажеме еве ви го правите што сакате со него, туку да изградиме цел систем на поддршка и за самото училиште, и за самиот наставник, и за сите деца во оделението во кое што се наоѓа тоа дете и за самото дете. Неодамна Цивил Медија направи една анкета меѓу граѓаните, чисто да ги прашаме кои се нивните ставови околу инклузијата во редовните училишта. Поголемиот дел од нив се декларираа дека начелно се за инклузија на децата со посебни образовни потреби, меѓутоа во еден дел од нивните одговори тие го истакнуваат токму тоа дека ние како општество се уште не сме спремни за овој вид на инклузија, и односно дека покрај сите овие работи кои што вие ги набројавте, кои што треба да се направат во склоп на поддршка на училиштата, дека едноставно ние немаме навика да ги учиме своите деца за тоа како треба да се однесуваат и како да функционираат со лицата со посебни потреби. Кој е вашиот коментар? Јас не верувам дека родителите на децата кои што немаат попреченост се спремни да прифатат инклузивност во училиштата во кои што одат нивните деца. Многу често тие родители даваат социјално посакувани одговори, декларативно сакаат да се представат дека се многу напредни, полни со разбирање и слично, меѓутоа само малку ако се загребе ќе се види дека тие имаат неверојатно голем отпор кој што е карактеристичен за некои примитивни општества во кои што попреченоста е казна Божја и децата и луѓето со попреченост треба да се кријат, треба да се тргаат од окото на јавноста. А вториот елемент е оној, јас навистина не знам од каде им доаѓа, меѓутоа најверојатно има некоја логична
врска, став дека нивните деца помалку ќе научат, односно помалку ќе напредуваат заради тоа што во нивната околина ќе има дете со попреченост. Од лично искуство знам дека не е така. Мојата ќерка во прво оделение и била во оделение во кое што имало дете со интелектуална попреченост и таа не само што не заостанала во својот развој, туку напротив, со тоа што цело време се трудела да му помогне на тоа дете, со тоа што цело време му ги прераскажувала лекциите, со тоа што цело време работела со него, кај не се развиле посебни вештини, посебен начин на разбирање на работите, посебен начин на комуникација, кој што понатаму пак и помогнал и во нејзиното работење, и во нејзиниот развој, и во се она што представува нејзин личен интелектуален напредок. Така што го имам доживеано тоа и мислам дека едноставно станува збор за многу големо незнаење, за многу големи предрасуди кај луѓето и мислам дека тука не смее да се препушти на она што представува општа перцепција, општ став, општо мислење, туку дека треба да се најдат системски решенија со кои што ќе се наметне инклузијата, затоа што само на таков начин можеме да почнеме да го градиме тој систем. Наредниот период предлог законот ќе влезе во собраниска процедура. Кои се вашите препораки и пораки? Јас навистина сметам дека во законот мора да влезе инклузијата како апсолутна инклузија, како нешто кое што подразбира почитување на она што представува еднакво право на образование на сите деца и еднакви шанси за сите деца, меѓутоа не е тоа само поврзано со децата, туку е тоа градење, значи овој закон ќе овозможи градење на општество во кое што ние ја препознаваме различноста, затоа што од тука почнува тоа препознавање. Јас би препорачала во законот да влезат многу ригидни, многу строги норми со кои што ќе се импутира инклузијата во заедницата, а се она што ќе се прави понатаму е да се наоѓаат начини како тоа да се овозможи. Да речеме, ако детето кое што има оштетен вид го ставиме во оделение, во редовно училиште, тоа да добие алатка со која што ќе може да ја надмине пречката на оштетување на неговиот вид. Ако има оштетен слух исто, ако има оштетен говор исто така, ако има некое физичко оштетување исто така, па и она што представува лесна интелектуална, ментална или друг вид на попреченост. Тука секако би ги спомнала и ретките болести, кои што кај нас многу често се третираат како вид на попреченост и кои што ги оневозможуваат децата да бидат дел од редовното образование. Цивил медија